Околу 200 дечиња од Штип денеска ја пееја песната Вечниот Бог, со што го наговестија денот на рождеството Христово за сите оние верници кои Божи го слават според јулијанскиот календар. Се зборува за светот Божи Исус Христос, за неговото раѓање. Па не ми требаше многу. Ја пеевме песната, се шетавме по куките, по фамилиите. Колаче, парички, бомбончиња. Па овоше, паричка, колаче, бомбончиња. На овој начин МПЦ се обидува да воведе нова традиција која е во духот на православието. Вистинската символика на Христовото раѓање, бидејќи знаеме од порано годините, децата одеа од врата на врата и ја пееја паганската песна која што има со деструктивна содржина. Радосната вест, дечињата кои ги символизираат ангелите Божии, ја пренесоа низ градот и институциите. Да им посакам на сите многу мир, љубов, почит и добра волја помеѓу луѓето. И верувам дека до сите вас допревме со радост и се радувам што нашиот град оваа година за прв пат еве се приклучува на овие бадникови поворки и верувам оваа традиција и понатаму ќе продолжи. Вечерва е последната вечер од Божикниот пост, кога верниците собрани околу бадниковата трпеза ќе очекуваат радосната вест за раѓањето на Спасителот. Бадниковата вечера е обична вечера. Оваа година, бидејќи таа се паѓа во сабота, дозволено да се јаде и риба. Нормално кога ќе се падне во друг ден, не е дозволено да се јаде риба. Таа представува обична вечера, семејна вечера, на како сите вечери. Нашиот народ практикува една српска традиција со гранчињата и со лепчето кое што се става паричка, но вистинската традиција тоа се практикува на Василица според житието и историјатот на Свети Василий Велики. Годинава, исто како и лани, изостана палењето на коледарскиот оган во дворот на црквите, но него го имаше во повеќе мала, организирано од самите граѓани. Голем коледарски оган гореше во Виница, а прослава на Коледа имаше и во селото Трсино. Земаме ние ковачиња и се става сребрена паричка уедно од 300 ковачиња и секој сам зема и на кој ќе му се падне паричката, тај е куп. Спрема пиење, ракија грее, вино, пиво земе, баклави, погачи, пченица и тоа е. Почастува ги народ. Верни на традицијата, но на свој начин, веќе 20 години се стари другари од Штип, кои на секое Коледе се собираат заедно за да го прослават празникот. Започна сосема случајно, спонтано, се разбира у младичките години. И некако по наши адети, например, не палиме коледарски огнови. Исто така не ги оптоваруваме многу домакините, не носиме кесиња да ни ставаат бомбончиња и такви работи. Така што некој микс од локална традиција, паганска, полухристијанска, домашна, пријателска, другарска и така натаму, во секој случај убава дружба, убави моменти на кои што се радуваме и едва чекаме да дојдат. Составот на луѓе веќе 2 децении е ист. Различни се само локациите каде што се собираат. И на нас домакинките ни е чест и задоволство да ги пречекаме, да го прославиме овој убав ден. Веќе како што кажа, значи оваа година е јубилејна и им посакувам да ја продолжат уште многу години. Христовото раѓање заедно со Воскресението се двата најголеми празници во христијанскиот свет и дивната прослава е поврзана со голем број манифестации кои имаат и црковен и световен карактер, но чија заедничка цел е да ги соединат луѓето во верата, молитвата и надежта.